Еве по кратка пауза, повторно се враќаме во отвореното студио 1 во редовниот термин. Наш гостин, како и секогаш, е почитуваниот Дејан Андуновиќ со најновите информации од регионот и од светот. Дејан, денес има една интересна тема, повторно секако во центарот на вестите од светот е Венецуела. Како се поставија земјите од регионот, вклучително и Македонија, во прашањето за Венецуела? Па по бранот на признавање на самопрогласениот председател на венецуеланскиот парламент Гуидо, кој беше експресно поддржан од Соединетите Американски држави, Канада, Австралија и вчера 15 членки на земји членки на Европската унија, но не и Европската унија, бидејќи Италија стави вето на таа одлука. Регионалните поместувања од прилика гласат вака: нашата држава Македонија, Косово, Хрватска и Албанија го поддржаа Гуидо, значи ја следеа онаа линија на Соединетите Американски држави и западните сојузници, наспроти Србија, која не го признава Гуидо, но на некој начин му дава легитимитет на актуелниот председател Мадуро, сметајќи дека Венецуела е суверена држава и дека таа сама треба да одлучи кој ќе биде председател. Практично има некоја поделеност, ќе повторам, Македонија, Албанија, Хрватска и Косово ја држат онаа западна страна, Србија е тука помеѓу руските интереси, американските интереси, а да подсетам, Мадуро го поддржуваат и натаму Русија, Кина и пред се Турција, како и неколку латиноамерикански држави каде се уште на власт социјалистичко уредување. Андоновиќ, остануваме пак на регионот. Само сакав да подсетам уште на прашањето дека покрај она вчера изјава на, најава на министер за надворешни работи Димитров дека го поддржуваме Гуидо и го следиме оној западен курс на глобалната политика, претходно од Македонија дадоа и некои членови од опозицијската ВМРО ДПМН, ќе подсетам Владко Ѓорчев пред неколку дена сам истапи и рече дека лично тој како иден председателски кандидат го поддржува Гуидо. Од друга страна, горе во Србија да подсетам дека лидерот на радикалите, морам да го споменам, Војслав Шешелј, кој е познат во регионот како политичар, независно од тоа каква политика тера, тој инсистираше земјите од регионот, особено Србија, не смее да не го признае актуелниот председател Мадуро, бидејќи Венецуела ја поддржува Србија во своите, ја признава целовитоста на Србија со се Косово, така да тој предупредуваше дека земјите од регионот, особено Србија, не смеат да го поддржат само прогласениот Хуан Гуидо. Пак да го поврземе регионот со остатокот се е поврзано некако од светот во овој сегмент Косово. Трамповата администрација после изгледа дека позасилено се вмешува во решањето на проблемот кој што го има Косово со Србија. Мислам дека, ако не се лажам, тоа треба да биде решено што побрзо, инаку и Русија ќе посегне со раката по однос на зошто го отвараме повторно, се отвара прашањето. Да подсетам дека косовското прашање беше во рамките, решавањето на косовското прашање беше во рамките на Обединетите нации. Подоцна се префрли во рамките на Европската унија. Изминатиот период тие преговори меѓу Белград и Приштина се раководеа врз основа на рамката на така наречениот Бриселски договор, каде што Европската унија посредуваше во тие нивни преговори, но дојде до огромен застој помеѓу Белград и Приштина и тие преговори. Ќе подсетам, една од причините беше оневозможувањето на интеграцијата на Косово во Интерпол, во УНЕСКО, каде што беше блокиран од страна на Србија. Како контраефект, Приштина и актуелниот премиер Рамош Харадинај воведоа такси кон Србија и кон дел од Босна и Херцеговина за српските производи, и тоа предизвика огромен проблем помеѓу тие преговори и диалог, што ја парализираше Европската унија понатаму да посредува во тој договор, и тоа е сега во статус кво. Европа се покажа неспособна да го реши тој проблем. Времето поминува и се вмеша Трамповата администрација од никаде. Трамп им прати писмо и на председателот Вучич и на председателот Хашим Тачи, каде што побара веднаш да го откочат процесот и веднаш да направат некаков договор. Како што поминуваат деновите, ние сме сведоци на се поголемо поддршка од страна на Вашингтон, притисок, но и поддршка кон двете страни да одат на решавањето на косовското прашање со така наречена демаркација на граница или размена на територии. Се шпекулира дека територијата би била од прилика југот на Србија да оди
значи Прешево, Медвеđa и Бојановац, да оди во Косово, додека северниот дел на Косово, каде што се тие, каде што е каде што е Косовска Митровица, каде што има голем број на манастири од српската историја, да се припојат кон Србија. Притисокот од ден на ден е се појак и појак и ние сме сведоци дека Харадинај беше подготвен да му падне и владата, но не да даде подршка нели за тргање на таксите. Вашингтон бара од Приштина веднаш да бидат укина таксите за да се откочи тој процес, а можеме да објасниме и зошто на Трамп му се брза бидејќи европските избори се во април, доколку до април не се реши косовското прашање, во Европската комисија, во европските институции ќе влезат неколку, би рекол, десничарски партии, од партијата од Унгарија, ќе го споменам, Орбан, од Полска на Качински и од Италија на вице-премиерот на Италија, кои имаат тесни врски со Путин. Значи, тие имаат тесни врски со Путин и доколку тие, кога ги преземат тие функции во Европската комисија, тогаш ќе има некакво руско влијание, од што најмногу е загрижен нели Западот, а Путин од друга страна, додека на Трамп му се брза, на Москва и на Путин не им се брза, тие чекаат да помине еден период за да можат што подолго да го држат косовското прашање живо, за да може па Русија да има некакво влијание во овој дел на Балканот. Дејан, толку ни дозволува времето, имаме уште многу теми да разговараме по однос на твоите секојдневни анализи од случувањата од светот. Меѓутоа, завршуваме со овој блок тука. Останете на фреквенцијата на 1 ТВ, следуваат вестите со колешката Елена Джугуманова.